And I am telling you. Нејзиниот талент стигна до Евровизија, но слушна и на свој терен Романија. Антонија Гиговска беше дел од јубилејното 50-то издание на популарниот романски фестивал Златен Елен, кој се одржа во градот Брешов, за чие учество медиумите пишуваа, откако таа се врати во матичната земја со своено второ место. Поканата стигна по мејл, така што романската делегација, тоест некоја главна, сакам да кажам, од романската делегација на Евровизија. Само од нашата држава немаше новинари, навистина ми е многу жал затоа што треба да се биде дел од такво нешто. Ми приде еден новинар од Бугарија и прво прашање му беше зошто нема новинар, тоест каде се новинарите од Македонија? И ние не знаеме што да одговориме, новинари нема од Македонија. На покана од романската делегација на Евровизија, Гиговска на овој фестивал изведе две песни, едната на романски јазик и другата Am I Telling You од американската пејачка Дженифер Хансон. Како што вели таа, ако од некоја медиумска куќа очекувала присуство на тој настан, тоа најпрво би било од македонската радиотелевизија, бидејќи двете делегации на Романија и Македонија биле веќе во контакт, па така и МРТ била информирана за настанот. Дали може би од македонската телевизија ти очекуваш од некој да биде таму со тебе? Па да, очекував да биде и можеше да биде, не знам од кои причини не. Јас бев со моите родители, со мајка ми, со татко ми. Навистина сум разочарана како ниеднаш додека бев таму, никој не напиша ништо, освен некои, како да кажам, страници. Само имаше некој кој што ми честита и дури тие што ми честита беа од други држави, не беа од Македонија. Младата пејачка, освен што освои второ место, имаше неверојатна шанса да се дружи со една од најпознатите и најдобри вокали во светот, во дечкиот вокал од некогашниот женски бенд Pussycat Dolls, Никол Шензингер. Како и секогаш, не сум срамежлива. Бевме во бекстејдж и таа требаше да дава интервју. Јас застанав баш кај што е незината приколка, Никола Шензингер тим. Ми честиташе дека сум го освоила второто место, ми посака многу успех и тоа ми беше некако пред се многу убав, како да кажам, многу убав спомен ми е, затоа што и покрај тоа што сум освоила второ место, мислам дека тоа што требаше да се случи. Македонската пејачка Антонија Гиговска не застанува тука. Публиката ќе има можност да ја види со настап на домашен терен, овој пат на реномираниот фестивал Макфест. Neste famoso, esta má cheia chave efímera, que arde em primazia voz.